Вкупно 3502 слободни места за полуматурантите има во 7 средни училишта во Тетово. Денес е вториот ден од првото пријавување за запишување ученици во прва година средно образование во учебната 2019-2020 во јунскиот уписен рок. Во средното општинско училиште Моша Пјаде има слободни места за 1054 ученика во 31 паралелка. 408 во 12 паралелки со настава на македонски и 646 ученика во 19 паралелки со настава на албански јазик. Училиштето во последните години работи на тоа да биде поатрактивно и попривлечно за самите основци. Годинава се покажуваат сигнали кои што се добар знак на самото училиште и за струките, бидејќи како што е текот на уписите првиот и вториот ден, за разлика од минатата година и предминатата година, уписот е малку процентуално зголемен, така да веруваме дека ова година е почеток на нешто ново, каде што веќе учениците ќе сватат дека стручното образование е тоа што се бара секаде, како и во земјата, така и во странство, и дека училиштето како бренд почнува да расте и земјоделско не е само училиште, земјоделско е бренд кој што полека е препознатив кај граѓаните, кај осмоделенците, бидејќи нашите резултати, работата на професорите се гледа, видлива е секојдневно и мислиме дека понатаму ќе го афирмираме стручното образование, бидејќи пред се од септември почнуваат модуларните програми. Значи модуларното образование стартува од септември, веќе има неколку пилот училишта кои имплементираат трета година, се дава повеќе значење на праксата и повеќе работа во компанија, односно соработка со локалната средина, односно со компаниите. Училиштето има соработка, но сега систематски, системски сме подкрепени со новите наставни содржини и со самиот наставен план и програма. Имаме повеќе пракса и задолжително одење во компании. А со тоа изголемување на вработливоста на самите ученици и кадарот што го произведуваме. 680 ученика во 20 паралелки можат да се запишат во средното општинско медицинско училиште Никола Штејн. 204 ученика во 6 паралелки со настава на македонски јазик. 442 во 13 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученика во една паралелка на турски јазик. И оваа учебна година интересот е голем. До овој час конкурирале вкупно 91 ученик со вчерашниот ден. Да, најголем интерес има за профилот медицинска сестра, но годинава имаме и нов смер, тоа е акушерска сестра, но има само еден кандидат пријавено. Сите профили од здравствена струка се со 4 годишно образование, освен профилот болничар-неговател со 3 годишно образование. И за овој профил учениците се запишуваат со 35 поени, козметичар со 45 поени, кој е од 4ти степен, значи 4 годишно, но тој е од профилот од смерот лични услуги, за разлика од другите кои се од здравствена струка. Другите поени се 70. Значи стартуваме со 70 поени, односно одличен успех. Според конкурсот на ресорното министерство за запишување ученици во јавните средни училишта за новата учебна година, во гимназијата Кирил Печиновиќ има слободни места за 510 ученика во 15 паралелки, 102 ученици во 3 паралелки со настава на македонски и 408 ученика во 12 паралелки со настава на албански јазик, додека во втората гимназија 7 март 408 ученика во 12 паралелки со настава на албански јазик. Во економското училиште 8 септември во прва година има слободни места за 442 ученика во 13 паралелки, 102 во 3 паралелки со настава на македонски и 340 ученика во 10 паралелки со настава на албански јазик. Во текстилното училиште Ѓоце Стојчевски има место за 340 ученика во 10 паралелки, 34 во една паралелка со настава на македонски и 306 ученика во 9 паралелки со настава на албански јазик. Во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец пак 68 ученика во 2 паралелки, 34 во една паралелка со настава на македонски и исто толку со настава на албански јазик. Ранглистите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени утре.
Второто пријавување и запишување на учениците е на 24 и 25 јуни, додека третото пријавување ќе се врши на 1 јули. Во Гостивар се одржа јавна дебата за нацрт текстот на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот. Оваа стратегија е од големо значење за да се надмине поделеноста во општеството и да се подобри меѓусебната кохезија, истакна Роберт Алагјозовски, национален координатор за развој на културата и меѓуресорска соработка. Нацрт текстот на стратегијата е готов, меѓутоа до 20 јуни граѓанските организации ќе може да прават свој придонес, да дадат своји предлози, при што ние ќе направиме нова и подобрена верзија на стратегијата и очекуваме некаде во септември прво владата, а потоа и собранието да ја донесат оваа стратегија. Оваа стратегија ни е многу важна, бидејќи и ние во нашата држава знаеме, а и сите извештаи на меѓународните организации и институции велат дека ние сме многу поделено општество, дека неравноправноста постои по разни основи и дека нам ни е потребна една планска акција во таа насока. Така што идејата на оваа стратегија е да ги идентификуваме тие прашања кои што се многу битни и да преку дејствувањето и активни мерки во различни области да направиме навистина Македонија да биде општество каде што сите нејзини граѓани ќе имаат еднакви можности, ќе бидат подобро вклучени во распределбата на ресурсите и подобро ќе ги користат можностите. Стратегијата оди низ многу дејности, пред се во образованието, потоа и во локалната самоуправа, ќе ги промениме и правните аспекти на тоа, секако и во деловите како што се медиуми, млади, култура и слично. Многу ни е битна општествената кохезија и очекуваме дека таа ќе се подобри по 3 години откако ќе ја имплементираме стратегијата, за која што сме подготвени ние како влада да обезбедиме ресурси, а веќе наоѓаме партнери во многу странски земји, во наши пријателски земји, преку нивните амбасади, преку меѓународните фондации и фондови, тие сакаат исто така да дадат свој придонес. Директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците Илхан Рахман рече дека агенцијата како посебен орган кој ги следи остварувањето, унапредувањето и заштитата на правата на помалобројните заедници дава значаен придонес во изготвувањето на нацрт текстот на стратегијата. Помалкобројните заедници се еден значаен сегмент на нашето општество и проблемите со кои се среќаваат заедниците се претежно исти. Но постои еден факт дека и освен помалкобројните заедници и доминантните заедници имаат слични проблеми. Тука е економските проблеми, вработувањето, образованието на мајчин јазик, културата, зачувањето на културата и тие се претежно најважните проблеми со кои се среќаваат заедниците во Република Северна Македонија. Заменик министерката за финансии Шире Телези во своето обраќање пред присутните истакна дека стратегијата за едно општество и интеркултурализам ја исцртува една од главните карактеристики и вредности на земјава, определбата за градење и негување на општество еднакво за сите. Своји обраќања на дебатата во Гостивар има и директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска и координаторката на кластерот за медиуми Маја Петковска-Лесес. Камион се преврте денес на автопатот Тетово-Скопје во близина на Клучката Желино. Според информациите на портпаролот на СВР Тетово Фатмир Реджепи, влекачман со тетовски регистерски таблици со приколка изгубил контрола и се превртел. Тој бил управуван од 67 годишник од Желино. Истиот се здобил со телесни повреди и по укажаната лекарска помош пуштен е на домашно лекување. Причината е материјална штета. На местото на сообраќајната незгода извршен е увид од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај, пошто ќе се утврдува причината за незгодата. За време на увидот сообраќајот беше пренасочен на патот Желино-Тетово.
Од СВР Тетово информираа за приведување на неколку лица. Вчера во полициската станица Тетово бил приведен и задржан 45-годишник од Призрен, Република Косово. При пасошка контрола и проверка на граничниот премен Јажинце било констатирано дека не го пријавил престојот во Република Северна Македонија. Лицето било префрлено во секторот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за натамошна постапка. 20 минути по полноќ од слобода биле лишени и задржани во полициската станица Тетово 25-годишен тетовец и жител на село Камењане. При преглед на патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистерски ознаки, управувано од тетовецот, внатре во возилото биле пронајдени марихуана и предмети со остатоци од кокаин. По целосното документирање на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Денес предпладне беше сончево. Попладне нестабилно, наместа со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално со појава на невреме, со пообилни врнежи, силен ветер и појава на град. Температурите се движеа во интервалот 14 до 29 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот изнесуваше 7. Утре предпладне ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Од пладневните часови облачноста ќе се зголеми и ќе биде нестабилно, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има појава на невреме со пообилни врнежи, силен ветер и појава на град. Температурите ќе се движат во интервал од 14 до 28 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 8.